Реконструкцијата на владата носи ново политичко освежување во извршната власт. Експертите оценуваат дека владините промени ќе ја зајакнат стабилноста на коалицијата и ќе внесат нова енергија во работата на ресорите. Според нив, премиерот покажа дека има коалициски капацитети и го спроведе тоа на најдобар можен начин. Очигледно е дека реконструкцијата на владата пред се не покажа внатрешни проблеми во функционирањето на коалицијата, не покажа дека има одредени проблеми меѓу трите клучни партнери таму, како што веројатно се надеваше опозицијата. Туку видовме дека ова беше еден брз, краток процес, најавен доста преди време од страна на премиерот Мицковски, воден од прв до последен ден од негова страна, без, дофрлања, мешање од коалицијските партнери. Ова навистина налекуваше како своевидна менаџерска, технократска промена на ресорите, со цел да се наградат неколку кандидати кои што покажале навистина амбиции во првите 2 години, како например Клековски од Фонд за здравство во Министерството за здравство, потоа можеби тука може да го ставиме Перински. Најголемото изненадување според аналитичарите се промените во ресорите здравство и култура. Експертите посочуваат дека и покрај амбициите кои ги покажал министерот за здравство, сепак ВМРО превзема одговорност за едно од најголемите и клучни министерства. Министерството за труд, социјала, демографија и млади, каде што гледаме дека во последен период и премиерот Мицковски покажува особен интерес, особено за темата демографија. А од друга страна, овие министерства се одземени од ВЛЕН, но од друга страна и ВЛЕН добива пак, например, 3 ресори. ВЛЕН добива алатки сега да продолжи со обелоденување, со промени во ресорите кои што Дуи ги водеше на начин на кој што ги водеше. И воедно гледаме дека Дуи одбира со ВЛЕН да се бори не на план на реформи, економија, туку на план на, културолошки, символични прашања. Да ВМРО дополне сепак и понатаму ќе продолжи да ја задржува контролата на клучните ресори кои ја дефинираат стратешката насока на владата, како што се финансиите, внатрешните работи, надолешната политика и така натаму. Според експертите, останувањето на клучните ресори кај ВМРО-ДПМН е јасен показател дека партијата е подготвена и во следниот период да го носи најголемиот товар во спроведувањето на владините политики.